Почитувани слушатели, во студиото на Радио Македонија, вечерва моја соговорничка е господја Валентина Дисоска, председателка на Сдруженијето на бизнис жени на Македонија. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Не ви е прв пат да гостувате во нашата програма, господја Дисоска, а и Сдруженијето на бизнис жени е веќе доволно афирмирано во пошироката јавност, така што чинам нема потреба за некое посебно представување. Би започнала конкретно со прашањата. Што е спецификата на бизнис жените во Македонија? Зошто за нив говориме како посебна категорија? Жени менаџерки, жени во бизнисот, жени предприемачки и слично. Потребно ли е бизнисот да се дели на машки и женски? Постои едно уверување во јавноста дека жените во Македонија се доволно еманципирани и самоуверени да почнат собствен бизнис, но немаат доволно почетен капитал. Дали навистина само во ова се крие вистинската причина што според некои податоци над 30% од новите фирми во приватниот сектор, главно микро и мали предпријатија, се отворени од жени, но тие на менаџерските позиции се застапени само со 12%. Ако зборуваме за бизнис, знаеме дека во бизнисот нема родова поделеност. Меѓутоа, позицијата од каде што почнува жената за да може да го развие својот бизнис е сосема другачија за разлика од мажите. Да не говориме за стереотипите, да не говориме за традицијата, да не говориме за она обкружувањето кое што го имаме и мислењето на обкружувањето. Ние почнуваме со една негативна стапка кога тргаме во нашите походи наречени предприемништво, затоа што немаме таква култура која што ја викаме предприемачка култура. Кај нас во образовните системи, да речеме во генерациите како што е мојата, каде што израснавме, кои што сме сега веќе жени предприемачки, воопшто не беше третирано предприемништвото. Така да она кое што ние го имаме како проблем е непознавањето на работата на предприемништвото. Значи влегуваме во една ситуација во која што не ја знаеме работата, меѓутоа гледаме дека можеме да заработиме одредено парче леб за нашата фамилија. И проблемот е во тоа што не тргнуваме дека гледаме некаква можност за голема заработка или пак можност да креираме конкретни големи бизниси. Туку тргнуваме од ситуацијата дека имаме можност да ја прехраниме фамилијата. И сега таа дискрепанца, например, кога ќе го врземе заедно со имотот на страна на жената, каде што нели традиционално оди кај нас во фамилијата на синот, тука жената веќе ја нема онаа способност да влезе во бизнис и при тоа да стави одредени средства како залог за да може да почне голем бизнис. Тука веќе жените влегуваат во еден микро и мал сегмент. Тој микро и мал сегмент нас не повлекува дека имаме бизниси кои што имаат мало обртна средства, мали приходи и при тоа не расте тој бизнис. Затоа сметаме дека на жените предприемачки им е потребна помош за да можат тој чекор на зголемување на бизнисот да го отпочнат. И сега од друга страна вие рековте дека сме општество каде што жената е еманципирана и немаме проблеми, меѓутоа тоа можеме да го кажеме само во Скопје и во поурбаните средини. За разлика од Скопје и поурбаните средини, имаме средини во руралните места каде што се уште имаме малолетнички бракови, каде што се уште имаме невработени жени, каде што се уште жените воопшто не фигурираат на пазарот на трудот. Значи ни се појавува една црна бројка каде што жените никаде не ги нема на пазарот на трудот. Многу од нив и се дипломирани, можеби имаат и магистратура, меѓутоа кога ќе се вратат во руралните средини, едноставно не ја гледаат можноста за раст и развој свој личер. Така да тука исто така го безицираме проблемот, кај што велиме и на тие жени треба да им се помогне, да им се овозможи првата стапка за почнување на собствен бизнис, пред се на креирање на идејата за собствен бизнис, па потоа за раст и развој на собствен бизнис, да им се овозможи позитивна средина, за да можат тие понатаму да го развиваат и нормално да влезат во предприемачките води. Дали мислите дека еве се во ова што предмалку го говоревте е можеби и причината што и во оној релативно мал процент жени на лидерски позиции, најголем дел од тој процент на лидерски позиции се жени во општествените предпријатија, во јавните институции, а не во приватниот сектор, односно во
предприемништвото? Во принцип нема точни сознанија колку има број на жени Да, кои ова што се се на некои лидерски податоци од така, и ние сме истражувања ги правеле правени, одредени така. И вие, и информации, други некој друг правели, организации, да. тука се некаде се говори за некои 12%. Повеќето од жените кои што се на менаџерски позиции котираат на општествените компании или компании кои што се од власта, например училишта, градинки и така натаму, значи тоа се Сепак традиционални женски традиционални професии. женски професии. Меѓутоа, стаклениот таван за професии кои што не се традиционално женски тешко се пробива. Например, тешко пробиваат жените да бидат, не знам зошто немаме жена менаџерка на Телеком, зошто немаме на ЕВН, зошто немаме на менаџерски позиции на високо котирачките позиции, туку ги ставаме жените да бидат менаџерки на училишта, да речеме. Меѓутоа, и тука не е проблемот, нели, ќе речат не пробале жените или не се борат за таа позиција. И вистина, можеби не се доволно свесни, можеби не се доволно спремни да го издржат психичкиот притисок за таквите менаџерски позиции. И сега тоа си повлекува и си доаѓа од една друга позиција, а тоа се вика оној балансот помеѓу фамилијата, работата, нели, и целото општественото, така. Значи, жената е најдена во една средина во која што тешко може да излезе од една средина во која што има премногу обврски и за фамилијата и целосно да биде посветена на менаџерската позиција. И тука мораме да работиме на родовиот баланс, каде што мораме да се спремиме за наредните генерации да тој родов баланс во фамилијата, каде што во фамилиарните обврски да мора да се дели. Значи не може да имаме машки и женски обврски дома, не може да падне целиот товар на жената како што во моментов се случува секоја чест нели на исклучоците. Меѓутоа во 90% сите работи домашни паѓаат на грбот на жената. Така да мораме младите генерации да ги спремиме да бидат родово избалансирани во водењето на домашните обврски. Постои ли во оваа насока во држава стратегија за надминување на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат жените на лидерски позиции, генерално без оглед дали се во општествениот, во јавниот или во приватниот сектор? Се во ова што го велите, да, вистина е, треба родово да се сензибилизираат и мажите и жените, меѓутоа веројатно и општеството треба да создаде некои услови со кои што оние стандардно или стереотипно наречени женски обврски на некој начин ќе ги ослободат жените за да можат да се посветат на некои други работи. Така, значи национална стратегија за ова прашање не постои. Не сум сигурна ни дека се работи на вакво прашање. Меѓутоа имаме неколку почетни чекори сега кои што се случуваат, како што е на пример програмата на Mumforce, кој што на пример во VIP е веќе имплементирана, значи тоа се компании кои што веќе воведуваат системи за родово сензибилизирани прашања и работата им е родово сензибилизирана. Што значи тоа? Тоа значи дека тие имаат, да речеме, флексибилно работно време, дека можат да овозможат чување на изгрижување на деца во својата околина. И многу такви ситници кои што фактички им ја олеснуваат работата на жените за да можат да бидат посветени на својата работа. Тоа се почетните чекори, сега е почнато пред една година или година и пол. Се надевам дека ќе имаме повеќе такви компании кои што ќе бидат така родово сензитивни и она што јас го препорачувам е да се работи со младината, да се работи од прво оделение, значи со учениците за родово сензибилизирање и за истоветување на работите, за да немаме таков менталитет и да не сме во еден таков круг на стереотипи каде што нели си ги делиме позициите. Ако направиме една споредба во оваа пригода, каква е состојбата со женското предприемништво, да речеме во соседните земји, во регионот или пак пошироко во рамките на Европа? Колку што ми е познато, има земји во кои постојат специфични или специјализирани програми во насока на поддршка на жените во надминување на почетните проблеми при започнувањето сопствен бизнис. Кај нас вакво нешто, како што рековте и вие, сега за сега е само во зародиш. Има некои обиди од страна на Министерството за економија, нели така, за финансирање на женското предприемништво. Но дали е тоа доволно? Значи вака, во врска со
женското предприемништво, пак стратегијата за развој на женско предприемништво е во фаза на целосно изготвување, значи во последна фаза сме на таа стратегија, така да се надеваме дека на почетокот на следната година ќе биде усвоена таа стратегија за развој на женското предприемништво. Ако зборуваме за бројките и за тоа колку имаме ние регистрирани компании на жени, вие го кажавте податокот околу 30%. Сега, тоа не е целосно точен податок, бидејќи многу од тие компании се регистрирани па ги работат дали сопругот, дали братот и така натаму, меѓутоа пак ајде и да говориме, формално фигурираат жените. Меѓутоа и да говориме, пак ќе дојдеме до некои 20%, кои што во принцип се доста добра бројка. Да речеме Црна Гора има само 12%, Србија исто од прилика околу 25-6%. Во светски стандарди, па и во европски стандарди, околу 30-35% спаѓа на компаниите кои што се основани од жени предприемачи, така да ние во принцип сме добри процентуално. Меѓутоа имаме проблем со финансиите, имаме проблем со големината на компаниите. Микро и мал сегмент, можеме да речеме во нано сегмент, пошто повеќето се сама вработена или со една-две со некој член од максимум, семејството, да речеме. Така, да. Одредени истражувања на Меѓународната организација на трудот покажуваат дека има разлики во однос на платата меѓу мажите и жените. Ова се случува и во најразвиените земји, мислам, тоа е познато, не е нешто ново. Каква е состојбата кај нас во Македонија на овој план? Така да, има истражување кое што вели дека имаме дискрепанција, разлика во платите околу 17%. Тие разлики во платите не се во државниот сектор, или не, бидејќи различни се бодувањата и тука имаме бодување и платите се отприлика исти. Меѓутоа во приватниот сектор разликата во платите е евидентна, така да се гледа дека за одредена позиција каде што се вработува жена, платата им е многу помала отколку кога ќе дојде на работното место маж. Тоа сега повлекува зошто е така? Зошто е затоа што жената како прво не знае да преговара за својата плата, тука вика добро дај ми што ќе ми дадеш затоа што јас мене ми треба работува, морам да го прехранам семејството. Од друга страна пак работодавачот вели добро, оваа жена има едно дете, две деца, ќе отсуствува од работа почесто и така натаму, значи јас ќе ја доделам работната позиција, меѓутоа нема да ја дадам платата иста како ако би вработел маж. Сега на тоа исто така треба да се работи, значи треба пред се да ги научиме жените да преговараат за својата плата, бидејќи ниедна плата не е фиксна. Било каде и да отиме да работиме, и вика и мене која ќе доаѓа. Јас преговараме за плата. Значи она кое што го среќавам јас лично е дека жена никогаш не се ценкала за одредена плата. Веројатно тоа зависи од квалификациите, значи треба да се усовршуваат можеби повеќе жените за одредени вештини, за одредени работи, за да можат да побараат поголема плата. Па не сум сигурна, ако видиме дека нашиот процент на жени кои што завршиле високо образование или магистратура се во поголем број жени. Значи процентот на оние што се магистрирани се повеќе жени отколку мажи, значи жените ни се повеќе едуцирани. Меѓутоа, можеби треба да се работи малце повеќе на личната самодоверба и на карактерот на личноста. И на способноста и вештината на преговарање, како што рековте. Да. Добро, вие пред да станете председателка на Сдруженијето на бизнес жени на Македонија, веќе бевте сопственик или косопственик на приватна сопствена фирма, семејна фирма, значи сте работодавач. Доколку се најдете во ситуација да ви се пријават на работното место со иста квалификација и маж и жена, за кого би се определиле? Сега од оваа гледна позиција секогаш за жена. И секогаш давам предности за жените, без разлика какви се последиците од тоа и без разлика како ќе биде нашиот однос работен, дали ќе има типов бременост, потоа породилно и така натаму. Меѓутоа, гледајќи ја ситуацијата на жената дека станува економски зависна и дека тоа станува една проблематична ситуација во државата, каде што поради таа економска зависност повеќе од жените дури и трпат семејно насилство, јас секогаш давам предност на жената за вработување. Доколку сите жени работодавачки размислуваат на ваков начин, тоа веројатно ќе значи дека и поголем број на жени ќе бидат вработени во приватниот сектор. На некој начин тоа е како врзано едно со друго. Така, на тоа и работиме, да речеме сега со една програма која што ја завршуваме, финансирана од Европската Унија, имавме менторски процес каде што нашите жени членки на Сдруженијето беа менторки на одредени жени кои што беа самохрани мајки. Така да тој менторски процес многу добро влијаеше на самохраните мајки, а исто така и на менторките за да се развие тој одредено линкување и одреден бизнис диалог каде што многу од самохраните мајки веќе и беа вработени, дали во компаниите од
менторките кои што ги водеа или пак во други компании каде што менторките успеа да им најдат место на самохраните мајки за да бидат вработени. Од друга страна пак дел од нив успеа да ги изиницираат да бидат и жени предприемачки, значи дел од менторираните жени кои што не знаеат што да работат, што да прават со себе, оние самохраните мајки, имаме такви успешни приказни кои што стана жени предприемачки, значи. Така да тој процес на помош на жената која што работи свој бизнис на другите жени е евидентен, барем во нашето членство е така. Така и тече. Дали може би во контекст на ова што го говоревте, едно од решенијата за поголем број сопствени бизниси, основани и раководени од жени, е и во здружувањето или вмрежувањето, како што обично велиме во последно време. Колку тоа помага да се споделат проблемите, па и успесите и полесно да се изнајдат, да се пронајдат потребните решенија. Така, да, ние во нашето здружение имаме средби еднаш месечно, каде што жените се представуваат кои сте во своите бизнеси и многу често се разговараат за проблемите со кои што се среќаваат. Ние, да речеме, се формираме во групи кои што можеме една на друга да си помогнеме. Зависи од браншата која што ја работат, например работи, не знам, можеби трговија и сака да влезе во одредени маркети, па имаме жени кои што веќе влегле во тие маркети или пак собственичките од маркетите, значи тоа нетворкинг или тоа поврзување сметаме дека е многу важно. И многу е важно тоа дека оние кои што веќе имаат етаблиран бизнис, многу сакаат да помагаат на младите жени кои што стапуваат веќе да бидат предприемачки и тука веќе се споделуваат сите информации, проблеми, ситуации, за да не се најдат во одредени ситуации кои што би им биле проблематични, така да и тоа го имаме кај нас во здружение, помош на младите предприемачки. Добро го спомнавте овој проектот за вработување или самовработување на самохраните мајки. На што друго во моментов работи Здруженијето на бизнис жени на Македонија? Освен на тој проект, во моментов работиме се уште на стратегијата, е во последна фаза на доработка, стратегијата за развој на женско предприемништво. Работиме на оформување на клубовите, значи веќе Битола го имаме, Штип го оформуваме клубот, сега Куманово го реетаблираме уште еднаш клубот, се потрудиме Кичево и Тетово исто така да ги направиме клубовите и она што го работиме е едукација, секојдневна едукација на жените предприемачки. Сега пак ќе имаме и повик за да присуствуваат жените предприемачки на одредени обуки, кои што исто така ќе бидат бесплатни, тие се во рамките на нашето членство, кое што членството ги следуваат тие обуки, значи ние работиме на повеќе нивоа, што би се рекло, на повеќе така, полиња, на повеќе полиња. Добро, за сите овие активности секако е неопходна и финансиска подкрепа. Како ги обезбедувате средствата за непречено функционирање на овие активности што ги организирате и што се одвиваат во рамките на Здруженијето? Дел од средствата доаѓаат од членарина, бидејќи членките плаќаат годишна членарина, не е многу, меѓутоа е доволно за да обстојуваме. Од друга страна пак се финансираме од проектните активности кои што се финансирани од Европската унија, од Министерство за економија или од други донатори. Значи ние во принцип бараме финансии кои што ќе ни ги дадат донатори за да можеме да работиме на терен со жените предприемачки. Владата наша има ли можности да помогне во стартап бизниси, го правили тоа оти? Значи има тело, има тело за соработка нели меѓу владин и невладин сектор, како функционира тоа? Во принцип сме добри, меѓутоа владата не го подпомага Здруженијето на бизнис жени, туку ги подпомага жените предприемачки, тоа е сосем окей. Зошто? Затоа што владата им дава можност да тие земат одредени средства кои што се неповратни за тие да ги искористат за да си го развијат својот бизнис. Ништо подобро не може да се случи некој да ти даде пари за старт на својот бизнис. Ние сме тука да можеме да помогнеме во периодот кога се основа бизнисот, кога почнува бизнисот, па и во текот на работењето на бизнисот, да ги информираме или пак да споделиме своје знаење и искуство доколку нели се најдат во одредена ситуација, па и да не се најдат во одредена ситуација, ние сме тука за да можеме да ги подпомогнеме жените. Во наредниот период, еве, кои се вашите планови за наредните активности? Така, сега во моментов завршуваме една проектна програма и здравје Боже очекуваме 2 за наредната година, значи 2 проектни програми кои што ќе се работат. Едната ќе биде на национално ниво, значи ќе се работи за вклучување на сите активни стейкхолдери во полето на женското предприемништво да бидат свесни што треба да се работи, да ја градиме таа
целосна средина со која што ќе можеме да им помогнеме на жените предприемачки, значи тука спаѓа од влада па надолу до локалните самоуправи и до организации кои што би се вклучиле и би работеле на таа тема. А другата тема би ни била едукација на младите за предприемништво. Така да тие не се две наредни активности, предвидени и планирани активности за наредната 2018 година. Сигурна сум дека ќе излезат и многу други посетни проекти кои што ќе ги работиме. Ние во нашата проектна програма секако стојат едукацијата, значи која што не е обавезна, ни стојат B2B средби со кои што ни се планирани, например Грција, Србија, Црна Гора ни се планирани, Босна исто така ни се планирани да одиме на средби за поврзување на бизнисите од една страна, од друга страна пак секако и тие здруженија во кои што членуваме, како што е АФАЕМЕ, како што е Светското здружение на бизнис жени, сите тие активности ги вклопуваме во нашата работа и тука имаме секако поврзување на бизнисите. Која е вашата порака или можеби препорака до идните предприемачки? Имате ли нешто што би можеле да го дадете како совет за крајот на нашиот разговор? Еве, од вашето досегашно искуство и како председателка на Здруженијето и како жена предприемач. Што е најважно за да се решат да почнат собствен бизнис? Да го направат првиот чекор. Бидејќи се дури размислуваме дека ни треба да поидеме, да станеме предприемачки, како тоа ќе се работи, се дури ние само во мислите и го визуализираме, нема да го направиме првиот чекор. Значи, јас им препорачувам секој ден да не го запоставуваат, да тргнат веднаш, затоа што секој еден ден кој што веќе е поминал веќе. Така е, велат и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Јас ви благодарам за разговорот, господја Дисоска, и благодарам за вашето учество во програмата на Македонското радио, Радио Македонија. Ви благодарам и вас за можноста да проговориме за нашата тематика на која што работиме. Почитувани слушатели, во изминатите минути од нашава програма, моја гостинка во студиото на Радио Македонија и соговорничка во програмава беше господја Валентина Дисоска, председателка на Здруженијето на бизнис жени на Македонија.